Не смееме да дозволиме враќање на режимот на Никола Груевски. Настаните од Црниот 27 април се потсетник на тоа каде сакаа да ја вратат државата, порача на почетокот од своето обраќање на граѓанската трибина на Прав пат синоќа во Кавадарци подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски. За неполни 2,5 години успеавме преку конкретни мерки да ги намалиме трошоците на граѓаните и да обезбедиме повеќе пари за секое семејство. Ја укинавме радиодифузната такса, ја вративме ефтината тарифа на струјата, ја зголемивме социјалната помош за 300%, донесовме закон за стечајци и го решивме нивниот проблем. Нашите реформи и политики се на прав пат, порача Спасовски пред присутните кавадарчани. Тој се осврна и на растот на платите. Говореше за недобивањето на датум за почеток на преговорите, но посочи дека денеска ние сме генерација која го реализира сонот за независна држава. Македонија нема никаква алтернатива освен членство во Европската Унија и во НАТО алијансата. И ако некој мисли, се лаже. И ако некој посакува да прави некакви квази сојузи во околината на нашата држава, треба да излезе и тоа јавно да го каже. Ако смета Мицкоски дека ние треба да видиме некој мал сојуз или монета за подкусурување визави големите сили, треба да излезе тој тоа да го каже, а не да го кажуваат неговите членови на извршниот комитет дека треба да имаме сојуз со Србија или нашата независна Македонска православна црква дека е погрешен проект. Апсолутно сметам дека таа визија која што имаме за Македонија како членка во големото европско семејство нема алтернатива и таа ќе биде единствена реализација на сите наши стратешки приоритети. Затоа сметам дека никој апсолутно не може да поддржи, а и не смее да поддржи политики на неизвестност, политики на изолација, политики кои што не знаеме што носат во иднина. Вице-премиерот во владата за економски прашања Кочо Ангјушев преку бројки ја отслика економијата во државата, посочи дека оваа влада застанала на патот фен индустри да оди во стечај. Бројките кажуваат дека еве ќе тргнеме пак со фабриките, дека се исмеваа на владиниот тим, за некои имиња спомиња, дека немало некакви видни имиња во владиниот тим, дека претходно имало многу голем тим на стручњаци, експерти, кои што носеле фабрики во државата, и сега, кога викаат дека нема такви, јас извинете, тоа го сваќам како комплимент, бидејќи ако нема такви, а резултатот е дека претходно се донесени 23 странски инвестиции во 5 години, а сега само во 2 години, еве 2,5 уште малце години, се донесени 30 странски инвестиции, па јас тоа го разбирам како комплимент, дека тие луѓе го направиле точно ова. И тие бројки треба да се кажуваат и да ги знаеме сите. И да се гордееме со нив. Јас, лично, се гордеам кога ќе отидам по Тирзовите и на други места низ државата, каде што тие фабрики се градат. Пуштивме една фабрика, значи во градба минатата недела германска инвестиција, утре пуштаме швајцарска фабрика која што почнува да работи. Ангјушев посочи дека во Македонија за 2,5 години биле вработени 54.000 луѓе, во администрацијата немало вработено повеќе од 2500 луѓе, останатите биле вработени во реалниот сектор. Од држава, каде главен работодавач беше државата, рече Ангјушев, за 2,5 години станавме држава каде главен работодавач е реалната економија. За состојбите во аграрот на трибината говореше министерот за земјоделство Трајан Димковски. Земјоделците беа поделени, селективна исплата на субвенции, поделени на наши и ваши, патриоти и комуњари, се бира кај да се пратат контролите и сето тоа селективен пристап и кон исплата, но и кон сето она што вие најдобро го знаете, а тоа колку ќе уперат прст, или пак од една страна, а од друга страна премногу наградени, давани по 2-3 трактори на едно домаќинство, и сето тоа креираше една слика во која што добивме извештаи во кои кажува дека ние во тоа време бевме во заробена држава. Символ на државата се институциите. Ако имате вие заробени институции, што станува збор? Зборуваме тогаш за една заробена економија
од која што кругот се стегаше. И ако направиме сега една паралела, значи во овие 2,5 години изодевме еден пат, направивме многу промени. Што се случи првото? Ги зголемивме субвенциите онака како што беа у програмата План за живот, кој потоцна беше и владина програма. Ги зголемивме и во растителното производство, и во сточарското производство. Но не застанавме тука. Ги следевме и барањата постојано како се одвиваше развојот на самиот сектор, но кога велиме развојот, да не заборавиме еден друг инструмент кој што покрај директните плаќања го имаме во програмата за рурален развој, каде што е многу побитен тој сегмент, а потоа ќе се навратам и на она третата, кога зборуваме патот кај не води према европската цел, а тоа се и фондовите кои што ги користиме за ИПАРД програмата. На трибината присуствуваше и градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, за чиј пример Спасовски рече дека треба да го следат и други и да се приклучат на караванот на СДСМ.